Подобра иднина за своите сограѓани, подобри услови за живење на жителите од населбата Пржова-Бавча. Ова им го ветија кандидатите за градоначалник и советници од Сојузот за иднината на синоќешниот митинг. Постави да се сеќаваме кога овие куќи, овие домови, овие семејства се внесоа во овие куќи, кога се гради овие куќи. Зошто? Затоа што вие се определивте да живеете во Тетово, тука гледате вашата иднина, сегашност и иднината и на вашите поколенија. Нека не се лажат и нека не ги лаже умот дека со казни ќе града држава. Тоа е купиден помени. Тие не знаат поинаку како тргнале, на се ќе му сменат и име, и презиме, и крај, на се ќе стават. Сведоци сме на секојдневно осиромашување на народот. Секој ден поголема и поголема сиромаштија. Паѓање на животниот стандард. Голем срам за нас тетовчани, кои живееме под убавата шара, која блика со вода, а ние немаме доволно вода за нашите основни потреби. Власта постојано потенцира дека предвидува пари во нивните програми, но очигледно парите некаде остануваат во Скопје. Не можат да дојдат до Тетово. Само еден споменик помалку и проблемот за водоснабдувањето во Тетово ќе биде решен. Пратеникот Стојко Пауновски овој пат со обвинувања упатени кон власта за казните кои деновиве им ги наметнуваат врз одредени бизнисмени. Во ек на кампања, кога доаѓаат и ги гледаат луѓето кои што присуствуваат на собирите кои што ги организира Сојузот за иднината и утредента управата за јавни приходи да прати луѓе од незините редови и да 20 недолжни бизнисмени кои што обавуваат било каква дејност во текот на денешниот ден сабота да им ги затворат дуќаните, да им ги затворат предпријатијата, да им затворат дури и менза, само заради тоа што немале слагање на фискалната каса од 90 до 350 денари. И токму за ова казнети се по 3.500 евра, а сите овие пари ќе им служат и понатамо да му го перат мозокот на граѓанинот на Република Македонија, да прават реклами и антиреклами со кои ќе го плашат народот дека овие ако дојдат ќе биде вака и вака, а јас само едно знам. Единствените кои што треба да се плашат во Република Македонија од доаѓање на нова власт, дали е тоа локална или е централна власт, треба да се плашат само оние кои што ги прават тие работи. Сојузот за иднината продолжува со презентацијата на своите програмски заложби преку митинзи и непосредни контакти со граѓаните.